Благодарам, подпредседателе, почитувана министерке, почитувани пратеници, почитувана јавност. Измените на Законот за основно образование се измени кои јасно потврдуваат дека режимот се враќа побрзо од она што очекувавме. Тука е евидентно дека има нови законски измени, ги враќаат процесите многу назад. Измените на Законот за основно образование првично има за цел да се внесат одредби со кои се оневозможи и превенира сегрегацијата на децата роми во образованието, односно да се спреведе пресудата на Европскиот суд за човекови права, Елмазов и други против Република Северна Македонија. Но како што се произнесе и Комисијата за дискриминација, начинот на кој се прави оваа интервенција е многу мала и без сериозен придонес во решавањето на овој проблем кој бара посериозен и системски пристап. Но владата го искористи овој случај за да напоредно направи уште неколку измени на Законот за основно образование, кои наместо да го унапредуваат, го назадуваат самиот образовен процес. Во измените на Законот за основно образование е оспорена компетентноста на педагозите за реализација на наставниот процес во оделенската настава и продолжениот процес на учениците во основното училиште. Досега во јавноста и во стручната фела не е обзнанета ниту една причина зошто педагогот како профил не е адекватен за негова вклученост во наставниот процес и продолжениот престој во основните училишта. За овој проблем сите пратеници ја добија реакцијата од професорите од Институтот за педагогија при УКИМ. Како што и таму наведено, со ова се делегитимира и статусот на голем број педагози кои веќе се вработени и реализираат настава и продолжен престој во основните училишта. Исто така, со предложените измени се проблематизираат и одлуките на голем број студенти што се определиле да студираат педагогија, имајќи предвид дека по завршувањето на студиите ќе може да се вработат како наставници во основните училишта. Студентите на овој институт се стекнуваат со неопходни компетенции за реализација на наставничката професија и ваквиот потек со изменување и дополнување на Законот за основно образование значат дискриминација за нив. Уште повеќе загрижува фактот што Министерството ги користи овие законски измени за да се направат измени на штета на инклузијата на децата со попреченост во образованието, како и да направи измени во заштитата од насилство и дискриминација по основ на род, родова еднаквост и родов идентитет. Во однос на инклузијата на децата со попреченост во образованието, спротивно на Конвенцијата за правата на детето, во предлог законските измени, родителот е определен како страна која треба да го има последниот збор во однос на најдобриот интерес на детето. Оттука најдобриот интерес на детето го определува родителот. Секако, родителот не сме да е исклучен од процесот на определување најдобар интерес за своето дете, но согласно Конвенцијата, потребно е да учествуваат и стручни лица од областа на образованието, социјалната и здравствената заштита. Нивното стручно мислење се однесува на поттикнување на јаките страни и способности на децата со попреченост и затоа мора да бидат земени во предвид. Ваквиот начин на организирање на инклузијата значи враќање назад за речиси една цела деценија. Сето она што е вложено во напредокот во овој процес, само со една интервенција во Законот за основно образование ќе предизвика штета која долгорочно ќе ја чувствуваат децата со попреченост. Ова може да значи повторно враќање на специјализираните училишта и оставање на децата со попреченост на маргините на општеството. Наместо подигање на свеста за овие сензитивни прашања, владата одлучува да постапи со непопуларни мерки кои го назадуваат целиот овој процес. Во законските измени на овој закон се бришат термините род, родова еднаквост, родов идентитет како дискриминаторски основи. Неусагласувањето и одењето спротивно на одредбите на Законот за спречување на заштита од дискриминација представува повреда на одредбите од Уставот, и тоа на член 8, став 1, точка 1 и 11.
Предлог законите се спротивни на меѓународните конвенции, особено спротивни на општите коментари на Комитетот за правата на децата, Конвенцијата за правата на лицата со попреченост, Конвенцијата за елиминација на сите форми на дискриминација врз жените со своите општи препораки, Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилството и жените и семејното насилство. Подсетуваме дека сите слободи и права кои државата ги гарантира на граѓаните со ратификување на меѓународните конвенции се сметаат за слободи и права загарантирана како темелна вредност на уставниот поредок. Не смееме да дозволиме носење на закони кои се во спротивност на меѓународните конвенции кои ги имаме ратификувано. Токму во образовниот процес, децата и младите треба да учат како да се почитуваат меѓу себе, како да се доживуваат како припадници на едно општество. Одбивањето на јавната расправа во однос на сите законски решенија, кои сега се ставени на дневен ред и на оној во среда, покажуваат дека владата и претениците на владеачкото мнозинство не чувствуваат потреба да ја слушнат јавноста, да ја слушнат стручната фела и засегнатите страни. Нивното заложување за транспарентност останат само како предизборно ветување, кој нема да се реализира и станува дел од низата лаги кои станаа секојдневие во практикувањето на власта на оваа власт. Должноста на нас претениците овде, кога ги носиме законите, е да не заборавиме дека сите деца имаат право на образование и безбедни услови за учење и напредување. Треба да се грижиме за сите деца еднакво. Нема некои важни, некои помалку важни. Нема некои мои, некои не се мои. Нема деца што заслужуваат напредок, а некои што треба да ги маргинализираме. Грижата за сите деца во нашата заедница е наша должност, наша обврска и треба да биде цел на секое законско решение кое овде го разгледуваме и го носиме. Ви благодарам.